верувам дека ќе слушнеме интересна приказна, за разлика од денес во минатото Скопјани навистина имале каде да се разгладат во летните гориштини. Пред земјотресот од 1963 година станува збор за градските плажи на Вардар, кои што навистина биле познати меѓу скопјани. На некој начин самото одење на тие плажи представувало моден, но и начин на живот. Како изгледале самите плажи и што се случувало во тоа време? Во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка Гордана Јанакиевска. Да и посакаме добро утро. Добро утро. Градските плажи биле покрај Вардар во делот кај градскиот парк. Во најголем дел од нив имало различити можности и различити луѓе да дојдат, како што е руска плажа, градска плажа, детска плажа. Сето тоа на некој начин давало можност да дојдат луѓе кои се од својата бранша или делот од луѓето кои едноставно живеат во некоја од тие области. Биле поделени по социјален статус? Да. Она што е можеби интересно, имало и нудистичка плажа, нудисти имало и во Катлановска бања. Така да тој живот летен бил многу интересен и на некој начин нешто што едноставно денеска е и заборавено дека го има. Вардар веќе не е она што е за да биде плажа. Јас живеам во Ѓорче и овде кај составот на Вардар и Треска било моето детство, каде што била плажата и каде што сум можела да се избањам, освен после тоа езерото Треска, кој за жал денеска го немаме. Дали одењето на овие градски плажи на Вардар било само разгладување од летните горештини, или пак на некој начин и социјализација, забава, дружење со луѓето? Па веројатно била и дружење и социјализација. На некој начин тоа е место каде што можеш летно време да го поминеш и едноставно покрај самиот Вардар е на некој начин поладно и едноставно не било толку за бањање колку за дружење. Напоменавте дека имало и нудистички плажи, прва нудистичка плажа во тогашно време. Дали на некој начин можеби тоа било шокантно за тогашното општество? Па било дел од нештата што се случувале по целиот свет, така и кај нас. На некој начин немало пристап сите да може да бидат тука. И тоа е издвоено место во кое можело слободно да се шеташ гол, да едноставно не треба да бидеш облечен. Веројатно е тоа дел од социјална група која на некој начин видела дека тоа по светот го има, предпоставувам јас во тој период и дека едноставно пробувале да тоа го направат и тука. Во тоа време, освен на градските плажи на Вардар, каде се на други места се разгладувале скопјани во тоа време? Па мислам дека нема многу избор. Матка е нешто што е можност и влезот кај матка, тој делот на Треска, нешто што можело да биде интересно за, меѓутоа не било како денеска да има пристап и да е патот толку поблиску со можност да отидете. Така да верувам дека дел од луѓето кои живееле во тој дел на некој начин го користеле. Сарај кај делот плажите исто така биле нешто што е интересно. Не се сеќавам дека во тој период имало некаде од базениве или од вештачкиве езера, така да навистина немало голем избор за таква можност. Пред да започнеме со разговорот, ми напоминавте дека вие доаѓате во Скопје по земјотресот и дека тогаш ги нема градските плажи. Па после земјотресот едноставно престанува да ги има. Вардар е намален, не е онаков како што беше и едноставно нема можност. Тогаш се изгради езерото Треска и на некој начин беше поинтересно да се иде таму. Јас одев на езерото Треска и секогаш било гужва, секогаш било многу луѓе кои едноставно не ти даваат можност да уживаш во езерото, него си дел од луѓе кои дошле да се покажат дека се тука. Напоменавме дека навистина имало голем број на плажи на Вардар, каде што оделе различни луѓе, односно биле поделени по социјален статус. Што друго можеме да кажеме што било автентично за тие градски плажи?
Па едноставно не биле урбанизирани, дека се тоа природни места во кои некој си нашол свој дел од можност да престојува и да се дружи. Не биле тие урбанизирани плажи, него едноставно места на кои луѓето доаѓале да се избањат и да се дружат. А самиот крај, дали сметате дека на Скопје во денешно време му недостасува нешто такво и дали можеби сте слушнале коментари од други луѓе? Дефинитивно недостасува. Вие немате денеска каде да отидете. Градските базени кои ги имаме се главном за деца кои учат да пливаат или спортисти кои вежбат. Може би во некој дел од тоа можете и да се избањате. Треска одамна не постои, матка е загадена, не е можно да се бањате и едноставно немате каде да отидете, освен да си купите базен како јаш па да се бањате дома. За жал. Навистина во минатото имале голем број на опции како да се разладуваат скопјани, освен градските плажи и сите опции кои што ги напоменавте. Дали сметате дека во тој период, летниот период бил поубав за начин на живот, како што напоменав и во самата најава? Имало повеќе опции за разладување во летните горештини и самиот начин на живот? Да, дефинитивно и мислам дека и времето беше малце по-добро, не беа толку високи температурите, а да не кажеме дека уве зрачењето е на максимум, тоа што навистина многу е лоша комбинација. Едноставно, одењето таму било повеќе уживање отколку да има потреба да се разладиш. Ве благодарам многу за одвоеното време и навистина ми е драго што секогаш имаме можност со вас да слушаме интересни приказни за Скопје. Мене ми е драго да можеме да направиме муабет, меѓутоа овој муабет денеска не беше баш убав, бидејќи не подсетува дека забораваме дека доаѓаат летни горештини и дека народот треба да има некаде каде да може да се разлади, да се друштво дојде да едноставно го помине денот. Ве благодарам уште еднаш. Се надевам дека уживавте во приказната за Старо Скопје, која што ја раскажавме токму со мојата денешна гостинка Гордана Јанакиевска. Говоравме за тоа како во минатото пред земјотресот скопјани се разладувале во летниот период во самите горештини. Се разбира дека напоменавме убави податоци за градските плажи на Вардар кои што постоеле и на некој начин биле мода, начин на живот за сите скопјани, стари скопјани кои што живееле токму тука.